сега ве каниме на едно планинарско дружење со цел одбележување на еден голем јубилеј кој што го споминавме, 1 век од функционирањето и постоењето на планинскиот клуб Љуботен, но една од можеби главните моменти или настани со кои што го одбележуваат овој голем јубилеј е и секако 43-тото традиционално искачување на највисокиот врв на шара, тоа е Титов врв, инаку 2747 метри. Се случува викендов и покрај прогнозите на метеоролозите за некоја дестабилизација, овие млади луѓе се надежни дека секи биде онака како што треба, а на крајот од денот па и најискусните треба да го доживеат Титов врв, можеби малку со дожд. Да, во такви услови. Ај сега да се вратиме, инаку се правиме мовет за јадење, да се вратиме, ке треба сега Александра, Игор, ај за планина малку. Па после ќе се префрлиме таму малку. Да. Стандардно наше друштво со кое што низ годиниве се дружиме, иако Игор ни вели за прв пат сум тука, ама се надеваме и како и на докторот Саша дека ќе ти биде пријатно. Какви се плановите, активностите овој период од годината? Верувам дека сега е најинтензивно со подготовките за 43-тото освојување традиционално на Титов врв. Да, баш освојување. Така. Инаку честитки 3 години, честитки 15 јубилеј, Игор. Фала. Да се множат. Да. Така. Подготовките се веќе при крај, финализирани се, сега што некои ситни детали остануваат за до сабота и недела. Се спремно. Вие спремни? Ние спремни. Пријавеноста на луѓето? Пријавеноста е до сега имаме околу 300 учесници пријавено. Имаме доста пријавено од соседните земји. Супер. Имаме и исто друштво од нашата земја што се пријавени. Очекуваме добра бројка на дали од овие 300 веќе пријавени или други кои што се пријавуваат, сега ви вртат телефони, дали ќе биде добро времето? Па да, сега почнуваат тоа прашање да се поставува до сабота, односно ќе го има тоа прашање како ќе биде времето, дали ќе се одржи настанот, дали ќе се одложи настанот. Вие го најавувате како еден убав викенд настан 24-25 мај, но всушност искачувањето или освојувањето ќе биде во недела. Што ќе се случува во сабота еве ако се пријават луѓето? Значи ова е како некоја викенд тура со преспивањето сами треба да го обезбедат или е таму во планинарски дом, како оди? Најчесто преспиваат планинарите кои што нели доаѓаат од сабота за да си бидат спремни во недела, меѓутоа тетовчани па дури скопјани си доаѓаат и се бајлат во недела на самото искачување. Ова е супер што е настан, затоа што во сабота имаме полна агенда секогаш. Најпрво нели имаме оној прием на гости, затоа што ни доаѓа, како што кажа Игор, од соседните земји доста планинари. Потоа имаме секогаш што нешто не одликува, тоа е акција за чистење на, да речеме, околината на настанот. Каде што имате полнираца работа, за жал. Да, за жал, така е. Меѓутоа, секој кој што може малку да придонесе е добре дојдено. Потоа имаме базар на ракотворби, што е исто супер традиција од поскоро време. Имаме нели свечено отварање на самиот настан и на крајот што секогаш се случува без исклучок на било која тура, тоа е нели состанок со водичите на групите, нели мора да се направи една контрола, да кажам, пред искачувањето. И на крајот нели не би биле на Балканот ако не си направиме некоја забава да се загрееме за да искачуваме. Без тоа не може да помине ниту едно искачување на Љуботен. Тоа е нормално. Така да прилика тоа е агендата, меѓутоа добре дојдени се сите оние кои што нема да го искачуваат воопшто, дојдат да се дружат во една пријатна атмосфера, запознаат луѓе, слушнат искуства, да си запознатите можеби пријатели кои што Дружбите на планина се посебна димenzија. Неверојатно е тоа како станувате семејство секунда кога започнувате со турнијата. Целта е во саботата дружење. Да се качат на попова шапки луѓе што нема да планинарат. Тоа се ради со своите деца. Затоа да го посетат настанот. Значи не се знае, може да го засакат, така да може да го засакат планинар. Имено Игор, знам дека во овие 15 години си имал значени баш достигнувања нели со историјата на клубот. Што денес ако те прашам во овие 15 години се малку нели? Можеби го обликува неговиот идентитет и придонес во македонското планинарство. Сепак Љуботен, Титов врв се некако баш онака едно поинакво планинарско јадро во Македонија. Има многу длабоко значење, бидејќи тоа се 100 години, тоа се многу планинари, ветерани, аматери кои што поминале низ
Генерации и генерации се поминати. Од 1925 па ден денес. Да, извини, ќе те прекинам. Затоа имаме овој дизајн кој што точки, затоа што Љуботан е планинарскиот клуб Љуботан е место каде што се поврзуваат најмладите со најстарите искуства и тоа се тие точки. Сите ние сме точките од Попова шапка до Тито врв. Токму тие 100 години се доказа труд, значи истреност, значи многу работа да вредностите на клубот од самиот почеток до денес се опстанат низ генерации и генерации. Така да токму тоа е една многу, како кажам, не знам дали у Македонија може да издвојам нешто што 100 години има континуитет. И најважното, љубов кон планината. Имено, дали има конкретни можеби најзначајни датуми кои што можеби ги знаете ве како наследници на Љуботан, кои што се испишуваат посебна историја и се многу битен белег, лузна, ќе кажам, убава лузна на Љуботан? Од самото постоење на клубот, од формирањето на клубот, тоа е еден дел што највеќе значи за нас и највеќе значи затоа што е истраен. Кој го основа клубот и некој? Членови на клубот, Орестија Крстич е првиот председател на Планинарски клуб Љуботан. Да, велите низ години во оваа тура, па и многуте други кои што ги организирате низ календарската година, привлекуваат и странски туристи. Што сметате дека Тито врв го прави посебно интересен за искусни планинари од соседството или можеби и од други земји? Не знам сега дали на турава има пријавено и од надворот Балканов можеби? Има, да. Има пријавено. Од кои се земји? Значи имаме од Бугарија, имаме од Србија, имаме од Албанија. Добро, тоа е Балкан. Од балканските, да. Малку подалеку? Имаме од амбасадорскиот кор, имаме доста пријавени. Редовно не посетуваат секогаш. Редовно не посетуваат. Сега тие, ние ги имаме до сега што не се пријавено, сега очекуваме да дојдат и деновиве да имаат пријави од други, така да тога ќе знаеме најдобро во сабота вечер. Александра, што сметаш дека го прави Тито врв да биде исклучително интересен за искусните планинари од другите земји? Веројатно пред сека и сите мислам дека ги воодушевува кулата, првично, како може да се изгради нели кула на таа висина. Да. И сите сакаат да видат. Првично тоа е привлечното, а понатака нормално самата висина, тежината на турата, искуството, веројатно интересно е што една кула може да те привлече доеш у Македонија. Мислам само да видиш, стварно е не архитектонско, него е онака чудо. Верувам дека тоа е првичното, а понатаму нормално сите погледот до таму, сите други врвови кои што треба да се помине за да се стигне до кулата. Така да не знам, мислам дека кулата како... Која состојба е кулата во моментов? Бидејќи нели низ годиниве бевме сведоци. Добра имаше состојба. некои скрнавења, кога се реновираше последниот пат, но сега е во добра состојба. Сега е во добра состојба. Добра состојба, може и да се преспие во кулата. Опрема само што ни треба да речеме вака да се пропозна. Вака, ајде да се не довршам јасно тоа. Многу е битно, значи овој пат да имаме зимска опрема. Поради метеоролошките услови за секој случај. Поради метеоролошките услови, така, би ги замолил сите учесници што ќе присуствуваат на тој настан да не доаѓаат со патики, че сите да си имаат чизми, соодветни за движење во планина. Must have правило. Прво нормално капа, ракавици, јакна, каваница, тие се тие основни. Хамоче и тоа. Поглед на храната и пијалоците за турата зборам сега, дали попатни станици има за вода, како до тој процес? А инаку споменавме простата дигресија, може некоја билка да се набере попат? Може, да. За чајчиња. Има чајчиња доста. Чајчиња зборевме. Да, чајчево. Инаку меѓународни ден на чајот, па затоа и прашувам. Може да се има билки што може да се собира за чај и секоја година има доста што ги собираат. Сега атрактивно на Шара овој период, потопењето на снегот излегува шафранец. Шапланинскиот шафран излегува сега. Тоа е редок е, да. Кога во текот на годината може да се види. Тоа може да се види сега овој период после топењето на снег. Прекрасно. Значи кога цели полиња со шафран. Тоа е многу убава гледка. Во поглед на дали има вода, попатни станици за време на турата, како да се опремат, освен или храната е индивидуална за секој учесник, нели? Некој си сендвиче, некој е барче, јаткасти плодови, такви работи. Во врска со водата, литар вода е доволно да се понесе за почеток, затоа што на еден дел од патеката има извор каде што може да се наполни вода, така да не дека нема на целата патека вода, туку достапна. Значи буквално кога се стига на тоа место каде што е водата, нашите водичи
ќе ги известат учесниците дека тука може да се наполни вода, и тука на тоа место се прави една кратка пауза и после продолжува. Колку отприлика часови? 4 до 4,5 часа е идеалното движење за да врв. Ние секој пат потсетуваме со оглед на тоа дека Теце убаво кажа во најавата дека секој пат Љуботен се провлекува и во телма телевизија изминативе години, ама да потсетиме за оние кои што првпат ќе не видат, првпат ќе сакаат може да го искачат Тито врв. Е наменето да речеме сега нели по категоризација како би ја ставиле, тешко, средна и дали е наменета сериозно можеби за луѓе кои што го искачуваат водно само и така се со полесни тури зад себе. Турата тргнува од платото на Попова шапка од 1700 метри, од 1700 метри е стартот на турата и се движиме по вакувска патека, маркирана патека. Вздолж патеката ние имаме поставено пунктови каде што има наши луѓе со медицински санитет и медицински санитет има и целата колона на турата. Значи сите што можат и некој што не може да се движи до горе, може да застане до некој од тие кампови. Значи рекреативно базни кампови, да. Може да дојде до нив, не мора да значи дека мора да се качи до врв, нели сите врвот е тука, нема да побегне. Може и следната година да се дојде. Патеката е долга околу 12 км во еден правец. Имаме висинска разлика искачување околу 1050 метри и стигаме на крајната точка, нели 1747. Тоа е половина од турата. Другата половина кога ќе се вратиме на Попова шапка. Така, ви благодариме многу и само пред крајот, ако досега се пријавени околу 300, иако условите нели не се најидеални кои што можеби не очекуваат, која е низ годините најмасовната посета на ова традиционално искачување? Најмасовната е над 1200 учесници. Сериозно? Над 1200 учесници, тоа мислам дека беше 2020, не сум сигурен. Тоа е време на короната, ете го кога моментот. сите сакаат да избегаат. Да, меѓутоа 2019 или 2020 не сум точно сигурен. Меѓутоа кога ве прашав за значајни датуми, мислам дека ова е значаен датум. Кога вие го кажувате календарот 2020 некаде кога имало добро, вака, значајни датуми се искачувањето на Тито врв, кој што не менува датум, во смисла не секогаш е последниот викенд во мај. Во мај, да. И 2 август, тоа е Илинденскиот след кој што е во организација на ПК Љуботен. Значи тоа се двете кучни слави на ПК Љуботен, Тито врв и Илинденскиот след. Така да тоа се тие датуми кои што се 54-та година. Ние останува да ве следиме и понатака со оглед на големиот јубилеј кој што го имате годинава и посакуваме овој настан викендов да помине успешно и покрај сите нели најави за времето, но верувам дека најискусните и најхрабрите ќе стигнат до Само уште едно, дали ќе има во текот на лето активни можеби искачувања, да? Да, има календар на активности кој што е нели официјален во Федерацијата на планинарски спортови на Македонија, така да кој е заинтересиран може да се пробува. А сите кои што не гледате моментот се пријавуваат на нашата страница, може на Facebook или на Instagram ги најдат сите информации потребни, сите детали за опрема и за храна, сега што го зборувавме, да не контактираат у секое време, така да отворени сме и викендов ги чекаме. Да славиме 100 години Љуботен. Да, ние ќе славиме понатака 100 години. Цела година. Да, всушност ова е цела година.